Промената на власта во Унгарија нема да ги промени кредитните услови за заемот на Македонија, изјави премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање. Јас не очекувам апсолутно никакви промени, бидејќи договор е договор и договор треба да се почита. Исто како што и ние почитуваме многу договори кои што се направени во минатото, кои што можеби не ни се допаѓаат, но тоа е што е. Таква е реалноста. Во меѓувреме, опозицијата побара ревизија на парите кои се дадени од Унгарија. СДСМ ќе бара целосна истрага на сите бизнис комбинации меѓу Орбан и Мицкоски. Антикорупцијскиот тим на партијата веќе интензивно работи на откривање на сите криминално-коруптивни действија на режимот, на тендер коалицијата, ВМРО организираната криминална група, заедно со ЗНАМ начело со Христијан Мицкоски. Доаѓа време за вистина, за правда и за одговорност. Слободно ни може да си бараат, ќе си добијат се што можат институциите да им дадат како параметар, инаку што се однесува до она што го споменавте во телекомуникациите, станува збор за јавна процедура во која што Агенцијата за електронски комуникации објавува повик и на тој повик имаат право да се пријават сите оние кои што се заинтересирани да добијат лиценца за мобилен оператор. Компанијата 4AG, која што патем речено е партнер со германската Rheinmetall и со SpaceX на Елон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правото да биде трет мобилен оператор. Вистинското прашање е зошто во времето на СДСМ и ДУИ немаше трет мобилен оператор и зашто во тоа време македонските граѓани плаќаа најскапи цени за мобилните услуги. Тоа е вистинското прашање. Македонија врз основа на договорот од Унгарија повлече околу 1 милиарда евра кои беа трансферирани на општините и компаниите. Кредитната линија беше оценета како добра прилика која ќе ја закрепне и забрза македонската економија. Општините конкурираа со над 300 проекти од различни сфери, од кои половината се завршени, а другата половина се реализираат.